Одлуката на Уставниот суд беше очекувана, се чекаше само дали таа ќе биде поништувачка или пак укинувачка. Еве денеска уставните суди на јавна седница изутринава во 9 часот одлучија да ја поништат одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија. Тоа значи дека и дефинитивно се поништуваат сите правни действија кои што произлегоа од оваа одлука, вклучувајќи ги изборите на 5 јуни. Според мојот брифинг од тука, од Уставниот суд, поништувачка одлука значи одлуката дека е нелегитимна и како никогаш да не била донесена. Според правната служба на Уставниот суд, оваа одлука, поништувачка одлука, ќе му биде испратена и на Собранието на Република Македонија за во иднина да го почитува да ја почитува одлуката со оглед на тоа дека главен аргумент во иницијативата на Талат Џафери беше распуштање на Собранието со одложено дејство, нешто што уставните суди го пронајдоа како противуставно. Оваа одлука за 2 дена ќе биде објавена и на службениот весник, ќе биде објавена и на интернет страницата на Уставниот суд со сите образложенија од страна на службата на Уставниот суд. Ова е експресна одлука на судот. Знаеме дека за 3 дена по поднесувањето на иницијативата на ДУИ до Уставниот суд за оценување на уставноста на оваа одлука за распуштање на Собранието, за 3 дена беше свикана јавна седница само со единствена точка на дневен ред околу оваа одлука. Беше прифатена иницијативата, тогаш председателката на Уставниот суд Елена Гошева кажа дека судот прави преседан и дека ова го прават еднаш и никогаш повеќе во иднина, со оглед на тоа дека слична ваква иницијатива пред неколку месеци беше отфрлена и судот се прогласи за ненадлежен. Меѓутоа, овој пат ситуацијата и политичката криза ги наметна значи потребите од донесување, од покренување на постапка и еве денеска поништување на одлуката за распуштање на Собранието. Тоа значи дека и дефинитивно нема избори на 5 јуни. До денеска важеше времената мерка која што минатата недела судот ја донесе, ги замрзна сите правни действија кои што произлегуваа од самата одлука, поврзани нели со изборните действија, па спикерот Трајко Велјановски експресно го свика Собранието на Република Македонија и на која што се одложија изборите на 5 јуни. Студио ова е образложението од Уставниот суд, да повторам, поништена е одлуката на Собранието за распуштање на парламентот и избори на 5 јуни, со датум 5 јуни нема да има.